Денеска на тест ја имаме Алфа Ромео Junior. Со групацијата Stellantis сите припадници на оваа групација добија заврзани раце. Тоа значи дека на иста основа, исти мотори, исти менувачи требаше да се направи поинаков производ. Тоа е исто како со исти намирници да направите исто јадење, но тука доаѓа до израз креативноста на самиот готвач. А кога збориме за италијанската кујна, посебно за Алфа Ромео, таа успеа да направи нешто поинаку. На изглед, тоа е вистински Алфа Ромео. Ние ги ја имаме на тест изведбата специјале. Таа се разликува од обичната со маската на ладилникот каде е изгравиран логото на Алфа Ромео. Таа изгледа вистински спортски, емотивно и може да се каже дека во голема мерка се разликува од своите браќа и сестри од групацијата. Евидентно и на задниот дел дека Junior има сосема поинаков пристап. Тој е емотивен и делува многу спортски, како што е и всушност имиџот на Алфа Ромео. Во гепекот нема многу простор, сепак ова е мало спортско корисно возило, но сосема е доволно да ги задоволи дневните потреби на оние што го употребуваат. Junior доживеа македонска приказна. Која е таа? Со самото лансирање мораше да го смени името. Овој модел требаше да се вика Милано, но по интервенција на италијанската влада, која не дозволи овој производ да се вика Милано, мораше да се преименува во Junior. А Junior што ни нуди во внатрешноста? Junior е вистинска Алфа Ромео. Незиниот изглед и дизајнот на внатрешноста е многу емотивен. За разлика од другите припадници на групацијата Stellantis, големиот инфозабавен дисплеј е сместен долу, не горе, што дава едно поинакво чувство. Инструмент таблата е дигитална и на неа ги имате сите оние потребни работи кои ви се неопходни при возењето. Но ергономијата е малку поинаку направена. Алфа Ромео Junior е братучет со многу модели од групацијата Stellantis, но сепак успеа да ја задржи својата автентичност. Единствена заедничка точка од внатрешниот дизајн со своите братучеди е централниот гребен, каде што е поставен прекинувачот за менувачот. Дигитализацијата на кабината е неминовна во денешно време, но радува што Алфа Ромео успеа да задржи некои физички копчиња кои во голема мерка го олеснуваат секојдневното употребување на овој автомобил. А на задната клупа Junior го оправдува своето име. Тоа е вистински Junior. Нема многу простор. Се чувствувате малку притиснато поради темниот интериер, црниот интериер кој преовладува во внатрешноста. Не е дека не може удобно да се возите во град со овој автомобил на задната клупа, но на подолги патувања мислам дека би било малку неудобно да се седи назад. Во кабината на Junior е удобно, но веднаш ви станува јасно дека од овоа возило не можете да го барате она што би го барале од Алфа Ромео Giulia или Stelvio. Сепак, силни
новите модели на Алфа Ромео веќе се трансформираат на други енергетски платформи. На компанијата и стана јасно дека силните V6 мотори кои ги има во своите врвни изданија немаат веќе толку поклоници. Ново време, нови купувачи. Затоа Алфа Ромео бележи 30% повеќе купувачи кои никогаш порано не поседувале Алфа Ромео. Junior ја користи малата платформа на групацијата Stellantis, но сепак се потруди да остави свој личен белег. Трицилиндерскиот бензински мотор кој со благ хибрид произведува 136 конски сили и ја пренесува силата на предните тркала. Тоа на прв поглед не е доволно за еден вистински алфиста, но за еден милениумец, бидејќи овој модел е посветен повеќе на младите, е сосем доволно. Она што го забележувам во возењето е посебниот сетап што успеа да го направи Алфа Ромео на подвозјето. Сепак се чувствувате дека имате едно спортски ориентирано возило. Порано мотото на Алфа Ромео беше Cuore Sportivo, а сега е Emozione Sportivo. Разликата е голема, од спортско срце до спортски емоции. Алфа Ромео го одржува ветувањето. Има 3 модуси на возење. Во динамичкиот модус на возење забележливо е дека моторот ги менува брзините на поголеми вртежи, овозможувајќи повеќе сила. Се разбира дека тука доаѓа на помош и електромоторот и овозможува едни сосема солидни возни својства. Кога се вози на отворен пат, Junior се однесува сосема зрело. Нема големи вибрации во внатрешноста, нема ниту голема бучава. Едноставно, моторот лесно ја носи каросеријата, која и не е толку лесна, таа има над 1580 килограми. При возењето лесно се забележливи двата дисплеи. Централниот наменет за инфозабавниот систем е поставен многу ниско, дури и неприродно. На пат со свиоци морам да признаам дека Алфа Ромео Junior се однесува сениорски. Тој добро лежи на патот, дава добра интеракција со воланот и подпирањето и секогаш на возачот му е јасно до кај може да оди. Иако има погон на предните тркала, во динамичкиот мод на возење забележливо е дека однесувањето може да биде малку по-немирно, што се однесува на задната оска, но тоа многу лесно се смирува. Ако сепак претерате напомош, доаѓа ESP системот кој делува малку по-грубо, малку по-нерафинирано, но тоа можеби кореспондира со оние спортски емоции кои ги ветува Алфа Ромео. Новиот дизајн на Алфа Ромео кој кореспондира со новото време кое настапува на автомобилската сцена, многу добро се снаоѓа во новите производи. Junior, иако не е многу големо возило, има контура на спортско корисно возило, но возните својства може слободно да се заклучи дека му се на висина на задачата. Мене многу ми се допадна неговото однесување, па и да можем да кажем и предвидливо однесување. Со просечна потрошувачка од 7,9 литри, можеби ова не е податок што ќе ве воодушеви, но секако нема ни да ве разочара. Сега доаѓаме до една дискутабилна тема, која се нарекува цена на возилото. Алфа Ромео Junior во специјале издание кое е навистина богато опремено и убаво наконтено чини 36.500 евра.
Оваа цена е повисока од оние возила кои се во неговото братство. Алфа Ромео со овое издание специјален на Јуниор покажува дека една алфа секогаш ќе остане алфа и една алфа секогаш ќе биде во центарот на внимание во своето друштво. Тоа беше се што подготвивме за денеска. Се гледаме за 7 дена. До гледање.